Редовен судски распоред или вонредна мобилизација, метлата за деградација или унапредување, најмногу насочена кон судии кои работеа на предмети на специјалното јавно обвинителство. Дали ова само случајност? Правда во функција на граѓанските или нечии други интереси? Добро вечер. Тоа е во фокусот на вечерашната топ тема, а меѓу другото ќе дебатираме и за тоа зошто се казнети Јанева и Фетај, што е поскандалозно, поднесувањето на обвинителката или на судијката. Останете со нас, почнуваме веднаш. Добро вечер. Во очекување на разрешницата или пак новиот заплет за составувањето на новата влада и сите други нејасноти кои што го следат овој процес, вечерва во фокусот на топ тема на ваша страна една не помалку битна тема. А тоа се последните рокади кои што се случија во Скопскиот кривичен суд, кои според хроничарите на случувањата во судството се досега незабележани во праксата. Мој гости вечерва на ова и претходно најавените дилеми се адвокатот Сузана Јошевска-Анастасовска. Добро вечер и добре дојдовте. Поранешниот обвинител и адвокат Александар Наков. Добро вечер и за вас. И колегата Сашко Димовски. Добро вечер. Но како вовед во дебатата која што ќе следи, фактографски преглед на колегата Огнен Чанчаревиќ за тоа што се случи со она што некои го нарекуваат редовен судски распоред за работа на судиите, а други политичка метла. За судот е редовна постапка на годишен распоред за работа. Но во рокадите на судиите од Скопскиот кривичен суд има премногу индиции дека дел од смените не се ниту случајни, ниту редовни. Судии кои со години суде организиран криминал сега ќе одлучуваат дали некој малолетник го прекршил законот или колкава ќе биде глобата бидејќи сообраќајната полиција те фатила под дејство на алкохол. 15 на судии се прераспоредени на нови работни места. Некои се унапредени, а повеќето се уназадени. Судиите кои отворено влегоа во конфликт со поранешниот председател на судот Владимир Панчевски или пак не ги одбија барањата на СЈО, сега се тргнати од кривичниот суд. Во судот за прекршоци сега се судиите Седат Реџепагиќ, кој се потпиша на петицијата против работењето на Панчевски, Ѓоко Ристов, кој неофицијално имал различен став од Панчевски околу предмет поврзан со бомбите, Олја Ристова, чиј брат е еден од најгласните критичари на работата на судот, и Драган Николовски, кој има долгогодишен стаж во Скопска единица. Судијата Весна Димишкова, која даде дозвола за претрес во предметот Тврдина, е префрлена во одделот за малолетници. Прераспоредена е судијата Славица Андреевска, која му изрече притвор на битолскиот градоначалник Владимир Талевски и ја замрзна сметката на фирмата Финзи на Коста Крпач. Таа сега ќе суди предмети по стариот ЗКП. Испразнетите места во одделот за организиран криминал со годишниот распоред се пополнети со екс-председателот на судот Панчевски, Лидија Петровска, позната во јавноста како Сваровски судијата. Таа сега го води предметот Тврдина. Во организиран криминал ќе судат и Моника Бахчованска, сопруга на функционерот на ВМРО ДПМНЕ Владимир Бахчовански, и судијата Ивица Стефановски, кој го судеше пуч, се додека СЈО не го повлече обвинителниот акт. Во одделението за претходна постапка остануваат истите судии. Таму пак симптоматично беше носењето на судијата Александра Попстефанија, роднина на функционер на ВМРО ДПМНЕ, кој од Неготинскиот суд беше префрлена во Скопскиот суд за прекршоци и оттаму повлечена во Кривичниот суд. Во исто време, годишен распоред е донесен и во Врховниот суд, каде ВД председателот Снежана Бајлозова се поставила на неколку нови позиции на сметка на поранешниот председател Лидија Неделкова. Бајлозова сега е председател на Кривичниот совет, односно одделот за казниви дела, член на одделот за судска пракса и судија кој ќе одлучува по барањата за донесување на наредба за следење на комуникациите. Пред неа, овие одлуки ги носеше поранешната председателка Лидија Неделковска, која е назначена само како член во одделот за судење во разумен рок. Од двата суда побаравме информација за тоа кои точно судии се опфатени со рокадите, кои функции ги имале и на кои места се прераспоредени, но и колку предмети имаат тие.
Од Кривичниот суд не упатија на веќе објавеното соопштение, во кое нема ниту една информација која ја побаравме од нив. Додека од Врховниот суд ни одговорија дека прашањата кои им ги поставивме се преуранети, бидејќи годишниот распоред се уште не бил во примена. Тоа се само дел од показателите кои што можеа да се слушнат деновиве во јавност, официјалните податоци се уште ги нема, предстојат оние процеси на жалба и така натаму за кои што и понатаму ќе дискутираме. Димовски, некаде нашите обити стигнаа до 15 суди. Вие многу подетално ги следите состојбите внатре. До која бројка се стига? 20 судии се, меѓутоа јас морам да се оградам на самиот почеток од сопствените ставови, бидејќи овие ставови вечерва се само мои, затоа што судот вели дека оваа тема и председателот на судскиот совет не би требало да е тема, бидејќи станува збор за годишен распоред кој не бил вест според нив. Така да, значи ние денеска ќе зборуваме за нешто кое за судот не е вест, бидејќи рековме... Меѓутоа очигледно е вест, бидејќи... Да, тие се прашуваат зошто е вест. 20 судии, од кои дел од нив познати звучни имиња, ајде да речеме луѓе со 15, 20, па и повеќе години судиска кариера, заминуваат во прекршоци и тоа поради лична нетрпеливост на двајца луѓе. Ги гледаме на позадината, тоа се сегашната ВД председателка Татјана Михајлова и Владимир Панчевски. Тоа што можеби не беше спомнато во предметот е и врската меѓу овие двајца судии. Од неодамна во судот е вработен синот на ВД председателката и тој сега бил поставен да работи како соработник со Владимир Панчевски, кој влегува во одделот за организиран криминал. Димовски, само малку да ве прекинем, подоцна ние ќе ги дискутираме, нели дека според закон за судови има членови, има правила и сега е нели е пресилно да се каже дека овие разместувања се резултат на личната нетрпеливост на судиите со двајцата на сликава. Тоа се Панчевски и ВД председателката. Па ако ги слушавме нивните изјави, ако ја гледнеме, па погледнеме ситуацијата на терен, значи прво јас не го спорам моментот дека Михајлова како ВД председател може да прави распореди, бидејќи имавме ситуација во Скопје 2-3 години да функционира со ВД председател, така што тоа е нејзино право, меѓутоа за да влеземе во правото, ние мора да знаеме дали таа направила програма и го известила во најмала рака судскиот совет да му каже дека овие 10 суди најмалку кои ги префрли во прекршоци и се поради намалениот обем на предмети во Основен суд Скопје 1 во кривичниот оддел, па поради тоа има вишок судии кои ги прати во прекршоци. Доколку тоа сакала така да го прикаже, мора да знаеме зошто судии од Неготино, од Крива Паланка, од Тетово, од Прилеп, од од Велес се уште судат во одделот за прекршоци, тие се делегирани судии. Ваквата казнена експедиција направи сега судот за прекршоци да има 30 судии од 80 колку што има судот што никогаш не било. Значи ние мора да добиеме реална бројка и да ни објасни зошто судиите од организиран криминал одат по стар ЗКП да судат предмети или по нов, зошто се префрлени. Јас дури во еден коментар ставив, ако Олја Ристова од малолетници е префрлена во прекршоци, а Весна Димишкова доаѓа на нејзино име, на нејзино место, ме интересира дали тоа што детето на Весна е помало, па таа има подобар пристап со малолетници, а на Олја пораснале, па Олја не може да суди малолетници. Че мора да добиеме, не е проблемот овде колку предмети има, па ајде имало предмети, ќе го правиме распоредот според обемот на работа. Овде основниот елемент е личната нетрпеливост, дури во случајот, јас ги пишев 6 години 7 наназад, Весна Димишкова и Татјана Михајлова дури дојдоа до физичка пресметка за еден предмет за кој Михајлова не само што не требаше да биде ВД председател, требаше да биде разрешена. 4 пати кривичен совет и враќа предмет, бидејќи не утврдила идентитет на обвинет, упорно во истрага таа одбиваше да го направи тоа, а понатаму ќе зборуваме па за двојните аршини кои ги пременува со иста обвинителка од СЈО. И овие луѓе дојдоа сега на функции, против Панчевски имате 10 кривични пријави и тој се уште е кандидат за председател. Значи целата оваа битка се 15 подпишани против него да се тргнат и другите луѓе со кои Михајлова во овие години откако е на кривична или во истрага се замерила. Значи тие се двата основни елементи. А во меѓувреме сите се скандализираат, дури председателот на Републичкиот судски совет кој што веројатно треба да има интерес да види што се случува, беше поканет вечерва, но рече во друга прилика, Наков и Јошевска. Првичната теза, редовен судски распоред или некаква вонредна мобилизација? На што ви асоцирава? Моето убедување е дека станува збор за вонредна мобилизација, бидејќи законот за судовите е јасен во делот,
кој, кога и зошто може да прави распоред. Доколку можам да се сетам, члена 39 Законот за судовите, став 6, ако не се лажам, зборува дека распоред на суди во судот може да се прави, односно судија може да биде преместен од еден оддел во друг, меѓутоа он мора за тоа да даде лична согласност. Без негова согласност тоа не може да се прави, односно кој што рече соговорникот Димовски, мора за тоа да бидат искажани одредени причини, зошто и како. Во конкретниот случај не гледаме ни една основна причина за, јас би рекол, една ваква чистка. Станува збор за невиден абсурд во досегашната судска пракса, не станува збор за еден или двајца. По мои некои сознанија станува збор за над 20 суди, голем дел од нив веќе искусни, долгогодишни суди, докажани во областите, во одделите во кои ја вршеле функцијата до овој момент. Јоческа. Би додала на се ова што до сега е кажано, дека ваквата реакцијата и на основниот суд Скопје со соопштението што го даде и реакцијата на председателот на судскиот совет е во најмала рака детски да се окарактеризирува како небитна вест или не е воопшто вест годишниот распоред на судот, како тоа да е да се карактеризира како најредовна работа во судот. Точно е дека редовна работа, но кога вие го раководите најважниот суд во моментот во државата и кога во него имате предмети за кои се вперени очите на јавноста, не можете тек така да се однесувате кога од тие суди во тие оддели кај што ќе судат зависи понатаму кој ќе биде распореден на тие предмети. А самите имиња и трансферите кажуваат многу. Ова е работа која треба да се, не само што треба да се објави, не само што треба да се дебатира, него таму треба да се влечат заклучоци. Така што соопштението на Основниот суд Скопје како мало дете кога се крие и ги покрива очите, мисли дека на тој начин е скриено. Не, нема вест. Нема тука ништо ново, нема ништо тука, а уствари во позадината дотолку повеќе покажува дека во позадината нешто има. Ние, бидејќи сме ностоп во судовите, добиваме од разни лица кои што се вработени во судот, разноразни шпекулации, известувања за тоа што се случува и сите го кажуваат овој годишен распоред како еден тип на расчистување на сметките за оние кои се потпишаа на петицијата и оние кои што го поддржуваат поранешниот председател Панчевски, за тоа више меѓу нас што сме нонстоп таму нема веќе дилема дека ова не е обичен годишен распоред. Димовски тоа го објаснува насловот на еден ваш текст, кој лаже? Значи, кој лаже? Де факто лажат. Јас и дебатирав со нив, една реченица имаат од соопштението дека секогаш биле транспарентни и го објавувале годишниот распоред. Јас им тврдам дека лажат и сега и лани, бидејќи јас лани 2 недели упорно секој ден го барав годишниот распоред, додека го добијам. Ова сегашна чистка почна минатата година, кога Панчевски ги префарли сите суди блиски со поранешната председателка Лидија Неделкова. Прво ги смени од позициите во кривичните совети и оддели, па ги префарли во прекршоци. А најстрашно е што странките страдаат. Сега тоа изгледа во судот вака. Одите, пример, во судница 5. И таму пишува судијата тој и тој не е веќе овде, ќе одите во судница 7 за да ви одложат, за да отидете во судница 12 ако го најдете тој, па да ви го презакаже предметот. Јас имав минатата година лично искуство како оштетен. Судиката која го имаше предметот ја преместија, па на судница 7 не го ставили известувањето, па барав по судници да се најдеш кај си, значи странките лутаат, посебно оштетените. Имаме случаи каде што предмети ќе застарат. Тоа е сега случај во одделот за малолетници, бидејќи едната судика била на боледување и втората била на боледување. И тие предмети никој не ги работи. Вториот и најспорен момент е тоа што префрлала од оддели во оддели, па сега имаме во одделот за организиран криминал, предметите на судијата Ивица ќе одат кај друга судика која дошла нова, а тој ќе ги земе предметите од претходниот колега. Сега тука е следното прашање до сите, бидејќи имаме и адвокати. Едно од главните поенти кои што ги има судот, вели годишниот распоред се утврдува единствено во функција за ефикасно работење на судот, а пред се за да се задоволат потребите на граѓаните. Сега како ќе се задоволат потребите на граѓаните кога применување на судот постапката почнува од се почнува одново. Се почнува одново. Јас имам предмет конкретно во кој што ми се менува 3 судија поред.
го фати минатиот распоред, со една судија што исто ја префрля во прекршоци бидејќи беше непослушна, сега по трет пат се менува судија. И тоа одново таман ќе стигнеме до крајот, ние одново почнуваме. Сега има тука правила на Закон за кривична постапка кај што може да се читаат записници и така натаму, но не можете вие се да оставите на читање. Па морате некои докази да ги изведете за тој судија кој што ќе суди да добие непосреден увид во доказите и особено во вербалните докази. Ова лутање по судници е најмал проблем. Проблем е дали ќе застари кривичното дело, проблем е што правиме со ова читање што го зборувам, кое ретко кој се согласува, значи зависно од предметот, значи се одолговлекува, се создаваат нови трошоци, адвокатите одново и одново одат на расправи. И како е тоа во интерес на граѓаните ако имате поголем број судии во прекршоци отколку што имате во делот за новиве постапки, за новиот. Не разбирам, они треба, кога веќе е така, затоа велам треба да се збори. Кога веќе е така, ја сме оскудни со информации, нека ни објаснат како е тоа во интерес на граѓаните. Сега за сега, ние како практичари тоа не го гледаме. И од минатиот прераспоред ги гледавме последиците. Станува збор, јас ќе повторам за невидена апсурдна ситуација, кој што рече колешката, не само ние бранителите, и самите суди кои ги добија сега предметите, ќе ги имат истите проблеми. Зошто? Ќе мора да го читат предметот одново. Тој судија никогаш не видел таков овден предмет. Спис, да речам куп од хартија. Тој ќе има маки за да навлезе во тајните на водењето на таквата постапка. Не дека тоа не може да го совлада. Ќе треба време. Тоа не може преку ног, тек так. На крајот на кришата, судија не се прави за еден ден. Судии способни да водат предмети од организиран криминал, од нека бидат тоа и предметите по стариот ЗКП, мора да бидат судии кои одминале одреден период, одредена пракса за да дојдат таму. Ние имаме некој обратен распоред. Кој што рече соговорникот Димовски, ние имаме од организиран криминал судии што судеја дојдоа до судии за прекршоци, почнувајќи од почетокот, значи конфликтот Неделкова Панчевски. Факт е тоа дека траи повеќе од година дена, меѓутоа ние адвокатите имаме еден посебен проблем. Како ние на странките да ја објаснеме во каква ситуација ние сме доведени сега? Да трагаме по тоа каде е предметот, да им објаснуваме зошто и како сме во една ваква ситуација, некако ја играме играта на лудиот и збунетиот. Некако го споменувате ностоп, конфликт еден кон еден, конфликт Панчевски со овој, со оној, кривичните пријави кои што се во сијат овој момент. Ако може само една реченица, во една таква ситуација, проценувајќи отприлика што сакате да кажете, тука судскиот совет затајува. Зошто? Ако имаме ние конфликт внатрешно, во судот, во судството, до сега советот на судскиот совет требаше да реагира. Да. Немаме никаква реакција. Токму тоа е следната поента, значи беше но наместо да реагира судскиот совет е скандализира. Изјавата на претседателот кои се изјавите, какви се ставовите на претседателот на судскиот совет и што всушност покажуваат истражувањата кои што се досега направени за ставовите на адвокатската фела за работата на на судскиот совет, се извинувам, од кратката анализа која што следи на Александар Манасиев. Правни одлуки кои мирисаат на политика или политички одлуки завиени во правен целофан. Вака дел од правните експерти ги коментираат големите турбуленции во кривичниот суд во Скопје, за кој повеќе се крена прашина во јавноста, отколку кај судската фела. Деградирани беа судиите од најголемиот суд, кој донесоа одлуки во полза на СЈО, и дел од оние кои се жалеа на однесувањето на доскорешниот претседател Панчевски. За поранешниот судија од Европскиот суд за човекови права во Страсбург, Маргарита Цаца Николовска, последниве деградирања се незаконски. Таа смета дека е прекршен членот 39 од Законот за судии, бидејќи преместувањето на судиите е направено против нивната волја. Просто да не можам да поверувам дека еден само човек, нека е и председател, нека е и веде председател, дека може вакви одлуки да донесе без консултација и без имање на
мислењето на учесниците за кои што се однесуваат овие одлуки. Носење на вакви одлуки секако не ја подобрува сликата за независноста во судството. Напротив. Според неа, во конкретниот случај, нејасен е молкот на судскиот совет и советот на факти. Јас не сум слушнала реакција од страна на Советот за факти, нити па сум слушнала дека дадена е некоја изјава од нивна страна. Единствено, она што вие новинарите го презентиравте како изјава на председателот на Судскиот совет. Така да, дали ќе реагираат или нема да реагираат, не можам да кажам. Меѓутоа, треба да реагираат, можат да реагираат и неопходно е потребно да реагираат. Судскиот совет сепак го крена гласот, но не за турбуленциите во најголемиот суд, туку против новинарите кои известуваа за случувањата. Јас сум зачуден, да не речем фрапиран, од навредливото однесување и вокабулар со такви вулгарни реченици и така натаму од дел и од тие што се интервјуирани и од некои од новинарите или од самонаречени новинари, што ги викам некои. Ваква војна против новинарите подолго време тера и поранешниот председател на Кривичниот суд Панчевски. Веб-сајтот на овој суд е препон со соопштенија во кои неретко се рецензираат и новинарски текстови. Нервозата се зголеми откако СЈО почна да ги отвара истрагите кои презлегуваат од така наречените бомби на опозицијата. Токму две од бомбите пукнаа директно во правосудниот систем на земјава. Во нив се зборува за партизираност на судството, за местење на пресуди и за поделба на судовите по партиска линија. Не можеме да ја кочиме оваа работа. Колку и да разговараме, може да разговараме понатаму за други работи и за ова зона. За врховен и за кривичен суд не можеме да разговараме. Затоа што вие имате двојка, да имате единица и двојка. И управен суд, и правообранител, и председатели на други судови по Источна Македонија. Заменик у врховен, заменик у апелација. Ја мислам дека е тука ситуирано како никогаш до сега. Дека сите овие случувања мирисаат на политика, смета и Цаца Николовска. Она што се случуваше предходно во делот на работата на овие судии, кои што сега се прераспоредени во други оддели, беше презентирано. И имајќи во предвид таквите нивни одлуки визави одлучувањето на специјалното јавно обвинителство, третманот, обструкциите кои што се прават на специјалното јавно обвинителство, апсолутно не е тешко да се заклучи дека постои огромно влијание во донесување и во постапувањето од страна на овие органи за кои што зборував. Цаца Николовска е автор на истражување кое анализира работата на една од прозваните институции кои треба да реагираат во вакви скандалозни ситуации, Судскиот совет. Анализата покажува дека постои голема недоверба во оваа институција, како кај пошироката јавност, така и кај стручната. Поразителни се одговорите на прашањето дали Судскиот совет е самостоен и независен орган. Над 90% од адвокатите рекле не, додека помалку од 5% сметаат дека е независен орган. Слични се и одговорите дали другите институции и органи ја почитуваат независноста на Судскиот совет. На ова прашање, 85% од адвокатите одговориле дека не ја почитуваат независноста на Советот, а само нешто над 7% одговориле дека ја почитуваат. За потребите на ова истражување биле испратени анкетни прашалници до 2000 адвокати. Одговор дале 137 од нив. Она што е заедничко за 90% од анкетираните е дека во голема мера адвокатите не веруваат дека Судскиот совет работи независно. Тоа беше прилогот на колегата Александар Манасиев, базирани на истражувањето на Институтот за човекови права за довербата во Републичкиот судски совет. И сега, што во ситуација кога тој кој по словото на законот би требало да интервенира во една таква збрка, првиот човек вели дека е фрапиран, па еве и ние отварајќи ја дебатата која според него не постои, ризикуваме да бидеме вечера во таа категорија на така наречени новинари. И јас сум фрапиран бидејќи се наоѓам во делот на само наречени новинари и сум еден веројатно од само наречените кој беше во Судскиот совет кога името на Караджовски се појави од некој тефтерче и го избра за судија во Основен суд Битола. Се фрапирав и вториот пат кога со 5 години стаж тој стана судија на апелациониот суд во Битола. Се фрапирав трет пат кога го предложи и го избра во Судскиот совет, значи ја како самонаречен, ја памтам целата негова кариера од севкупно 7-8 години.
Значи човеков има вртоглава кариера и нормално е да биде фрапиран за 8 години, ниту можел ни судница да направи некаква посебна кариера за да дојде, но денеска ЗНМ го повика да се извини за ваквите изјави, да свати дека е на јавна функција. Што е најстрашно, Караджовски е избран од редот на апелациониот суд Битола. И тој за година-две, кога ќе му помине мандатот овде, треба да се врати назад, да облече тога и да суди. Ако денеска се дрзнува и дава вакви политички изјави, тогаш да се вратиме на разговорот од Јанкуловска, кај што прашува дали ово е целосно наш и ќе застане целосно зад нас кога ќе ни треба. Ние имаме таков судија, значи Караджовски е судија. Тоа што во моментов има условно политичка функција, не сме да биде таква, е жалосно. И наместо судскиот совет да провери дали Михајлова го повредила законот со тоа што не побарала мислење од судиите кои ги промени и да ги погледне фактите внатре, тоа е за него редовна постапка, тоа за него нема никаков проблем, значи сега сите овие префрлени суди имаат право на приговор до Врховниот суд. Минатата година Лидија Неделкова ги уважи приговорите и ги врати сите назад. Не се случило во историјата на судството председател да донесе пак исти решенија. Значи му пркоси на председателот на Врховниот суд што еднаш е прифатена жалбата, нема назад во таа постапка. Панчевски си дозволи повторно да ги префрли овие луѓе на крај крена раце и се откажа од жалбена постапка. Верувам дека овој пат овие сменети нема да го направат тоа, а Бајлозова во ситуацијава која беше нивна колешка до пред 7-8 години и дел од нив многу добро ги знае бидејќи работеше, можеби ќе ја исправи грешката бидејќи иако правеа се Бајлозова да стане председател на Врховен суд, тоа нема да се случи поради гласовите и бадентерот кој е потребен да го добие, така да ќе остане единствена шанса да го обели образот, да ги врати овие судии назад и со тоа да го прекине циркусот пред 1 март кога треба да стапи овој распоред на сила. Ако стапи до тогаш, меѓутоа сега се отвараат и од ова што можевме да го слушнеме, а и претходно господин Наков го спомена член 39 и сето тоа. Претходно го апсолвиравме овној дел кој судија би гласал сам против себе да биде организиран, префрлен на прекршачно. Во соопштението на судот се вели дека имало некаков колегиум, дека треба да се да се добие мислење од општа седница на Врховниот суд и сега ако сето тоа не било направено, не знаеме дали било направено, претпоставуваме дека не е направено, што можеме да очекуваме од Врховниот суд? Каде што повторно имаме сет од чудни прераспоредувања, каде што веде председателката си зема на себе едно чудо ингеренција. Веде председателката е многу голема функција. Не знам господјата дали уопште заслужува и да ја нарекуваме така. Ке се надоврзам на... Тоа е моменталната функција сега. Е. Секој од нив има некоја функција, меѓутоа ние живееме во еден систем, прашањето ви е што очекуваме сега од Врховниот суд. Тоа е систем на врзани садови. Сакам да се надоврзам на она што го рече Димовски дека ние имаме ситуации кога повисок суд донесува одлука, која одлука е задолжителна за понискиот суд. Тоа е така наречена императивна норма. Тој е должен тоа да го стори. Колку рековте? 3-4 пати иста одлука, тој си прави како што сака. Тоа е причина за разрешување на тој судија. Затоа преска реков, кажите ми еден пример, судија разрешен за такви работи. Ја имам такви пресуди и ги чувам во една папка посебна, сакам да створам една скрипта како не треба да се суди. Како не треба да се суди, затоа што во академијата учат како да судат, а овој ќе биде како не треба да судат, контра тоа, затоа што тоа стана пракса. Ние адвокатите кои добиеме пресуда, некогаш у слободно време кој пиеме кафе, се чудиме на одредени пресуди. Тоа никогаш не било така. Јас сум 30 и кусур години во правосудството. Се смејам на некој пресуд. Јошеска, 90% од адвокатите не веруваат дека Републичкиот судски совет е независен, тој треба да биде врвот во контролата покрај сега нели новото тело совет за утврдување на факти. И кога сега тоа го констатираат адвокатите, што треба да очекуваат оние кои што патат за правда или бараат правда? На граѓаните, мислите? Граѓаните. Па граѓаните заедно со адвокатите ги добиваат порциите правда секој ден во судот, така што и меѓу себе зборуваат за тоа како се стига до правдата и колку е лесно или тешко да се стигне до правдата. А председателот на судскиот совет приватно може да се фрапира секој ден и колку сака, но по функцијата која што ја има,
не смее да се фрапира на годишен распоред каде што имате такви трансфери кои не се јасни и за кои што јавноста е поприлично заинтересирана, затоа што, пак ќе повторам, се одвиваат во најбитниот суд во државата. Околу тоа дали бил свикан колегиум или не, јас колку се сеќавам имаше од една од изјавите од судиите кои што Дел од судиите велат не, викаат не. Велат Тие да. велат дека да, колегиум ни свика за да ни ги соопштат одлуките. Тоа колегиум ли? Не, тоа. Значи не свика сите, не да изгледа дека има колегиум, но тамо ни соопштија каков ќе биде распоредот. Друга е вие да се договарате. Инаку може судија да побара сам трансфер или да се согласи со трансфер. Имало такви ситуации, не е тоа проблем. Значи во граѓанскиот и во кривичниот суд имало кога, да речам, на некоја не е таа пониска материја или на пониска функција. Судија. Сето тоа е во ред, меѓутоа но од разни причини бараат трансфери да бидат на полесна материја, на помалку стресна материја и така натаму. Тоа е друго, меѓутоа прашањето го засегна и Димовски претходно е дали има образложение за тоа. Значи мора да се има образложение. Тоа е тоа што недостасува. И зошто тоа се крие? Значи, ние во моментот имаме не само овие крупни случаи кои што се познати за јавноста, значи тоа оделение за организиран криминал е формирано со намера. Значи треба да се знае колку предмети има, колку тие суди работеле на тие предмети, што тоа ќе значи за тие предмети. Зошто е сето ова така таинствено и едноставно судот само ги исмева новинарите заради нивните прашања со не правни образложенија, туку политички, и се останува понатаму под завесата на нејасноти и мојот впечаток е кога некој не сака да биде транспарентен, нешто крие. Односно ја крие вистинската намера која што се крие позади таквото постапување. Ако вие имате на вистина потреба од 30 судии во прекршоци и вакви трансфери се логични и е запазена процедурата, тоа е дополнително, нели, не само суштината, него и процедурата, нема зошто да го превезувате целото тоа во некоја мистерија сега што се случува во кривичниот суд и зошто се овие трансфери. Дополнително во оделението за организиран криминал мора да бидат судии кои подолго време ќе судат тој тип на предмети, бидејќи на тој начин јавноста стекнува доверба дека на тоа место се судии кои што знаат што прават и им поминале такви предмети низ прсти. Вие не можете да ставате во екот на овие времења, на овие обвиненија кои што се престојни или кои што веќе се таму, да ставате суди од прекршоци, суди од други градови и да велите дека тоа е во интерес на граѓаните. Впрочем, основното начело, го читам членот, е дека треба да се води сметка за специјализираноста на судиите во одредена сфера. Да, токму така, значи специјализираноста во организиран криминал е клучна за да може постапката да може тој судија да гарантира постапка која што ќе биде согласно Законот за кривична постапка. Самиот збор специјализација значи усовршување на одредено лице во одредена област. За тоа се трошат огромни пари. Моите сознанија одат до таму, верувам, и моите соговорници знаат, некаде околу 120 милиона евра се потрошени за едукација, семинари и т.д. работи. И сега ти еден таков човек, судија, обвинител, без разлика која е, во кој си вложил година, 2-3 обука, специализација за одредена област, го тргаш и го праќаш во прекршоци или во најмала рака во да суди 120 милиони се вкупните донации кои подразбираат и помош во компјутери и така натаму. Околу 42 се во поглед на 42 милиони во поглед на обуки, изголемување на ефикасност и така натаму. Во секој случај се вложени пари во тие луѓе, сега ти ги тргаш. Имаш готов производ и ти почнуваш од нула. Тоа е тоа што го велиме се посебно во организиран криминал. Се донесени судии, јас ќе бидам дури и конкретен. Судиката Моника Бахчовановска судеше кривично. Минатата година Панчевски ја прерасподели со прекршоци, стопанско нешто, имаше стопански прекршоци, за оваа година да биде амнестиран и да влезе директно во организиран криминал.
Бакчовановска ќе остане запаметена како единствен судија, барем за сега во овие мои 20 години, ако има некој друг нека се јави сам, кој донел пресуда правното лице да го прати во затвор. Таа една чувана пресуда, реплек ќе оди во затвор за клевета ако не ја плати казната. И сега ние имаме судија кој основни работи не знае од правото да суди организиран криминал. Тоа е страшно. Ние имаме од тој 8 судии од тие совети, еве јас по слободна оценка, кога влегувам таму ги гледам двајца не можете да составите од тие 8 кои навистина во судница знаат да го владеат правото. Имаме кавгаджи, значи влегуваат внатре, тоа е Дијана Груевска која е заменик председател на судот, само што не почнува да ги тепа. Љубинка Башевска во иста ситуација. Значи внатре го ќе влезете. Притисок само од новинарите, од никој. Значи за мене е несфатливо Дијана Груевска да ги кара адвокатите како тоа мене ме донеле. Ниту ме донел некој во суд, ниту ќе ме однесе. Меѓутоа, моето присуство на нејзиното ручиште за незе е страф и паника и она ја излегувам како вие сте ми го донели. Во овие 20 години нема судница во која не сум влегол по 1001 пат. И сега некој да се чувствува виновен затоа што јас мониторирам некое судење. Но кај нив е проблемот, минатата недела избега од ручиштето, ги остави странките да стојат, да викаат понезе, врати се, за кога го закажа, кај ќе го пратиш предметот. Значи судија да избега од судница е недозволиво. А тоа кај нас се случува. Објавува пресуда. Јасно е дека едната страна ќе биде незадоволна секогаш. Меѓутоа, ако веќе викаш во името на граѓаните на Република Македонија, биди достоен на тогата и дослушај ги. И свиркање, и пцуење, и викања, и биди храбар и застани зад одлуката. Бегаат. Е такви се судиите во организиран криминал. Значи некој кој влегува внатре да ви каже дека тоа е суд, сигурно ќе мисли дека има некоја скриена камера и вие гледате внатре пародија. Многу работи се запишани во многу анализи, ние спомнавме само една, меѓутоа она што сепак не сме и наивни да веруваме во ставовите и ретко кој верува во она што е став на дел од официјалните судски представници кои што велат дека оценките дека судството е политизирано се само лоша перцепција, нели? Меѓутоа, сепак останува прашањето како може политиката да навлезе дотаму да суштински прашања се сведат на внатречовечки односи или меѓучовечките односи да влијаат на клучните алки за функционирањето на најзначајниот суд. Ние веќе влегуваме од, мислам дека, круцијалното прашање на оваа дебата. Денес се изнаслушавме изразот платформи, де македонска платформа, де албанска платформа. Некако запоставуваме најбитната платформа, тоа е платформата на Приве. Ние си играме игри, задкулисни игри, судство, она што го прават судиите со обвинителите. Тоа е катастрофа. Јасна е работата што барат од нас. Од нас се бара корените промени во службите, тоа значи во јавна, во ДВК, во судови, во јавни обвинителства. Приве не дојде тука саат 2 да нас не сим. Знаат колегите многу добро дека Приве беше тука подолго време. Во неговата екипа учествуваа и новинари, и суди, и обвинители, и службеници. Извештајот има јака база. Дадени се задачите. Што од тоа е направено? Платформата на Приве ќе не доведе во ситуација да ние политиката тргнеме настрана. Денес, припремајќи се за емисијата, прочитав едно соопштение на една политичка партија, кој од прилика гласи вака, вика, на криминалците не им е местото во политиката, во Идризово. Апсолутно се слагам. Ама тоа да важи за сите. Ма за тоа треба да има систем. А ние сега, ние тоа што го гледаме во моментот... Системот ќе го изградиме, ако ги направиме измените што ги бара Приве од нас. Во моментот, она што го слушаме се само меѓусебни тужби. Стручни соработници го тужат Панчевски тужи други, Лидија Неделковска го се жали до судски совет заради вонредната оценка. Судски совет се... Тоа е едно тоа покажува ако тие комплетен распад. Замислете го системот каде што е Лидија Неделкова незадоволна од оценката и од тоа како судскиот совет ги вреднувал нејзините трудови, поднесува тужба до управен суд и бара ревизија на сето тоа. Управниот суд ја одбива нејзе и сега да биде пародијата поголема. Лидија Неделкова има право на жалба на таа одлука до Врховниот суд. И навистина ме интересира како тој Врховен суд ќе застане сега,
Меѓутоа, се е сведено на едно лоби во судството. Предходно беше партијата имаше владеачката две струи внатре и ДУИ беше третата. Па си ги делеа мои, твои и нивни. Слушнавме и од прилогот предходно како ги договараа. А сега имаме еден друг систем. Сега имаме едно банкарско и едно фармацевско лоби. Па председателот на судскиот совет и дел од тие колегите се на банката, а дел се на фармацијата. Сега имаме такво лоби и тие внатре, како што тоа го спомнав на почетокот, вработен е синот на ВД председателката, вработена е тој на таа, тие и така натаму. И сега имаме систем на врзани садови, се тепаат внатре вработените, па си се тужат кој со кого стигне. Наместо да ги решаваат предметите, тие меѓу себе и се шо правиме? Ги прераспределува судиите, странките сите ќе прашуваат сега кај ми е предметот, а никој за суштинските работи или ова што го зборува Наков. Извештајот на Прибеј ќе ни се удри од глава, бидејќи оваа политичка или каква и да е криза уставна, еден ден мора да заврши. Но овие работи за кои вечерва зборуваме ќе ги засегнат сите. Мене искрено да ви кажам, ми е сеедно дали ќе биде овој или оној премиер, ама нема да би биде сеедно ако утре остварам или не остварам правда како тужител, како тужен, како оштетен, било како. Мораме да одиме на кратка пауза за реклами и се враќаме во продолжение и за дилемата околу најновиот судир кој што се јави исто така оваа недела, помеѓу специјалното јавно обвинителство и повторно кривичниот суд. Назад сме со дебатата во топ тема на ваша страна вечерва посветена на последните случувања во судството, меѓутоа во меѓувреме и обновена информација за она што се случува со вечерва нагласените активности на ВМРО ДПМН и протестите кои што се случуваа во неколку општински организации, односно комитети. Завршен е протестот во Охрид, од членовите на ВМРО ДПМН порачале дека ќе продолжат да бидат на браникот на татковината, а против двојазичноста и федерализацијата. Почнат е извршниот комитет на ВМРО ДПМН, од кој според неофицијални информации, како што ни беше предочено од представници на партијата, се очекува да бидат донесени насоки за идното дејствување на партијата, насоки како што вели нашиот извор за за зачувување на унитарноста на државата, но ја имаме изјавата на пратеникот и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Антонио Милошевски, па да слушнеме зашто тоа вечерва одлучува владеачката партија, додека се чека одлуката за евентуална коалиција до СДСМ. Што ќе биде темата на вечерашниот извршен? Темата е политичката ситуација, која што очигледно е дека се движи во една непожелна насока, спротивна на волјата на граѓаните која искажаа на избори. И дискутираме околу тоа, на кој начин може да се постапи и би било најдобро за државата, за гласачите, за демократијата, во овој период, во собранието и во другите институции да се испочитува изборната волја на гласачите. Кои методи се опција, дали улицата е опција? Сите демократски методи кои што може една сериозна партија со добар капацитет како ВМРО ДПМН и нашите коалициони партнери би ги искористиле, но секако се во интерес на стабилност и безбедност на државата, но истовремено основен темел на нашето действување е почитување на изборната волја на гласачите. И за тоа се залагаме, бидејќи за тоа имаме мандат. Тоа беше изјавата на Антонио Милошевски, пратеник и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Според други извори од партијата, целта на вечерашната седница е да се утврдат начела за излез од кризата и концепт за унитарна Македонија како за етнички граѓански именител. Што ќе произлезе од сето тоа во информативните изданија на Телма, а ние продолжуваме со дебатата вечерва, со дилемата околу последната кавга меѓу специјалното јавно обвинителство и кривичниот суд, каде што во главната улога повторно е ВД председателката на кривичниот суд, овој пат во улога на судија. 2000 казна евра за обвинител, по 2000 за обвинителките Катица Јанева и Фатиме Фетај. Обвинителките велат дека судиката Татјана Михајловска направила, господине Наков,
интелектуален фалсификат, а од судот пак велат дека не се памети ваков преседан на непочитување на судот од страна на обвинител. Во поглед на изреченото од страна на обвинителката Фатиме Фетај за однесувањето на веле председателот, дека со незиното дејание има сторено кривично дело според незе од член 361 фалсификување на исправа, односно на записникот од претходната расправа, не е спорно дека тоа е така. Меѓутоа, за тоа постои судска пракса во една збирка на одлуки за покренување барање заштита на законитоста, според која произлегува, веројатно Фетај застана до тука, не сакаше да каже што се припремаат, веде председателката стори уште едно кривично дело, и тоа потешко кривично дело, ја злоупотреби функцијата, стори кривично дело злоупотреба на службената положба и овластувањето, пречекорувајќи ги своите службени овластувања. Со тоа фактички прави две кривични дела, тоа е ставот на Врховниот суд, за тоа има и судска одлука. За кој случај? Некој од минатото или? Од минатото, тоа е случај што ја лично го имам работено, додека бев во Штип. Како обвинител? Да. Михајлова не смееше да ги даде материјалите во Советот на јавни обвинители. Тоа е втората дилема, зошто тоа е таму? дилемата, бидејќи законот е многу јасен, коалиција сите за правично судење излезе вчера со една многу убава анализа, цитирајќи ги сите членови. Во законот стои непосредно повисокиот обвинител. Значи во случајов требало Катица Јанева да биде известена за однесувањето на Фатиме Фетај. Ама казнета и Јанева, а за Јанева кој ќе биде известен? Во Советот на јавни обвинители Михајлова можела и смее да испрати евентуален записник и известување што се случувало на рочиштето. Да го прати предметот во кој има материјали кои не смее да му бидат достапни на Советот на јавни обвинители. Во тоа му има писмо во кое се предлага да се сослуша како заштитен сведок одредено лице со генерали кои не смее да ги види Советот. А кога вие ќе му го дадете предметот цел на Советот, од записничарката до чистачката може да има увид во тие предмети. Внатре има посебни истражни мерки, веројатно, или разговори, не е ни битно, значи докази кои таа неовластено ќе ги открие пред тие членови. Тоа е уште па посериозно дело што треба да го направи. Во оваа анализа која вчера ја објавија коалицијата, многу добро се детектирани сите работи. Значи тоа што и укажаа дека има сторено кривично дело, ама апсолутно не беше основ за да ги казни. Тие бараат аудио снимка која и видео која судот бил должен да ја достави 24 часа по завршување на рочиштето. Тоа не го направила 2 месеци, што исто така едне од основите за нејзино разрешување. Во најмала рака е нестручно и несовесно пратила записник, не го пратила CD-то со снимката. Го знае ЗКП или не го знае? Во новиот ЗКП по кој постапува Михајлова сега нигде, ама нигде не е предвидено подготвително рочиште. Не постои. Миксот на одредби кои си ги толкува Михајлова и другава судика позната како Сваровски во другиот случај се измислени на Основниот суд Скопје 1 и нема ниту една пракса на ниту еден друг суд во Република Македонија. Тоа е исто работа која треба судскиот совет да се занимава, меѓутоа човеков е фрапиран, па нема време да ги гледа тие битни повреди. Некој треба да одговори. Ако тие 2-3 рочишта држат подготвителни, нека објаснат по кој член го прават. Добро, тој беше фрапиран од нашиот интерес. Сега за ова не треба да биде фрапиран, бидејќи едноставно тонскиот запис ќе се спореди со записникот и ќе се утврди дали судиката го фалсификувала или не го фалсификувала. Тоа е проблемот, значи Михајлова не оди во судски совет да рече видете еве го ви го предметот и вас, па вие видете ја како се однесува, како се однесува. Јанева поднесе представка освен кривичната пријава. Но таа ако го веќе го испрати требаше да биде џентлмен да рече ја и во судски ќе пратам, нека се изјасни судски за мене и нека рече вие сте најдобрата, а овие стварно сгрешиле и советот нека се изјасни. Однесувањето само уште ова реченица на првото рочиште јас бев и почнува Фатиме Фетај со нејзините зборови. Прво беше дали Груевски е обвинет или осомничен. Фатиме вика, ја имам правосилно обвинение по кое постапувам, судот и јас сме должни да го употребуваме терминот обвинет. Тука имате од Михајлова еден куп напади, нема вие да ме учите, јас си го знам законот, тој е за мене осомничен и ќе биде осомничен. Втората дилема им беше за доказите. Кои ви се фотографиите? Вика, ние до докази не сме дошле. Ние сме сега на самиот почеток. Кога ќе дојде време за докази, ќе ви кажам зошто во предметот предлагам и 5 фотографии. Донесе решение за издвојување на докази. Во сите случаи на организиран криминал, почнувајќи од шпион, од метастаза и од другите, сите бранители на самиот почеток реагираа на начинот на кој се собрани доказите. Ниту еден судија не донесе решение за отфрлање, туку сето тоа го работеше во доказна постапка
или при објавување на пресудата, кажува кои докази ги ценел или не ги ценел. Да донесете решение на самиот старт во наводно подготвително ручиште е скандал само по себе и навистина не знам во кој закон го читале, ама пак тоа велам е работа на судскиот совет и на господава фрапирани од другата страна. Тоа се побитните елементи од тоа дали Фатиме и Катица и рекле дали е убава или не е убава, односно дали дошле да видат дали е убава и како се однесувале. На тоа се сведе целата работа. Да, само да додам една реченица. Од сето ова што го зборува господин Димовски, произлегува еден заклучок. Дека ние се наоѓаме во ситуација каде што судството е заштитник на криминалот. Ние нивното однесување го гледаме сега како едно мало џуџе, него тоа меѓутоа тоа мало џуџе еден ден ќе стане џин. Ние доваѓаме во една таква ситуација. Тогаш ќе имаме распад на целиот систем. Ама чекайте сега, вие велите претходно има судска пракса, направени 3 кривични дела, Димовски дополни уште со неколку прекршоци, односно кривични дела, а претходно констатиравме дека клучното тело, освен само што се фрапира, не прави ништо друго. И сега во кој правец ќе се одбива Републичкиот сето? јавно обвинителство, што прави основното јавно обвинителство, надлежни да гонат сторители на кривични дела, меѓу кои и делото на кое се повикува Фатиме Фетај. И она што го додавам јас. Ќе видиме натаму како се развиват работи. Сметате дека редовното обвинителство може по принцип на слушнат глас да го гони овој интелектуален фалсификат? Како не? Во Македонија во овој момент она има записник. Постои записник во судот. А башка стои вашата теза дека може и на допред глас да реагира. Јошевска, без да го трнеме на страна, може би за очекуваната забелешка дека тука кога е во прашање се може би имате конфликт на интереси, но јас ја барам стручната оценка. Да, слободно ќе кажам дека по однос на постапувањето на СЈО може да се третирам како пристрасно, бидејќи минијатурен еден дел сум од нив, но тука ќе зборуваме за тоа дали е почитуван или не е почитуван законот. Најосновно мене ми е симптоматично тоа што во соопштението на судот веднаш после овој предмет кога заврши вчера се изјавува колку е скандалозно однесувањето на обвинителите, а нема ниту еден збор за тоа што го зборуваат обвинителите. Значи јас ако бидам веде председател на судот и во исто време ако сум повикана, значи го водам истиот предмет, сум повикана на такви некои действија, прво ќе ми биде важно да ги отргнам сите сомнежи, да кажам еве аудио снимката, еве го записникот, оваа обвинителка дојде тука и сакаше да беше скандалозно нејзиното однесување, кај што е скандалозно, таму и не ја кажува вистината. Ние до ден денешен немаме аудио снимка за да го утврдиме ова. Значи да, во рета ќе бидат поднесени пријави и така натаму, но треба прво да се прибават доказите. И сега вие имате ситуација во која 45 дена не е доставен записникот, кој треба да биде даден веднаш, аудио снимката воопшто 2 месеци ја нема. А во записникот кој е даден, сега посеќавање на тие што биле присутни таму, се е испревртено. Редоследот е испревртен. Не се знае кога е била исклучена јавност, односно направено е како да е исклучена јавноста пократко време од реално што била исклучена. Еден куп ситници кои што се подоцна поправани и немаме реална аудио снимка за да споредиме дали ова е така, но доколку изгледа ова дека е банално за да се занимаваме, не е банално, бидејќи исклучување на јавноста е битна работа. Не може да биде исклучена јавноста во секоја фаза, затоа што и за се во постапката, бидејќи постапките се генерално јавни. Меѓутоа пресериозно е кога ќе ги добиеме соопштенијата на кои што и вие се повекувате, а во тие соопштенија има прво премногу политички наместо правен речник и има дузина дисквалификации за непрофесионалност, нестручност, ова е врвен доказ за дрскост и така натаму. И во 72 годишното постоење на основниот суд Скопје 1 и така натаму и само да се потсетиме на оваа поента. Михајлова, да не заборавиме, стана судија откако до премиерот испрати едно писание со некаде 200-300 страници и во кое пишуваше подчитуван реформи со стари луѓе не се прават, мислејќи на Михајло Маневски во првата реченица, а во втората почнува јас најдобрата адвокатка која ги бранам интересите на Булгар Мак и останатите фирми кои го уништија тутунски комбинат и Македонија Табак како беше.
Сакам да ви кажам дека во Македонија има 100 криминалци во ликовите на судиите и обвинителите. И почнува. Судиите од Штип вакви, такви, обвинителите од Штип вакви, такви. Судиите од Скопје, судиите од, не знам, Битола, од било каде. Дел од тие судии се уште се судии, не само што се судии на Врховниот суд. Еве јас јавно сега ќе го прозрам Стојан Рибарев, кој е напишан во незиното писание дека еден од судиите кој го заштитува криминалот преку фирмите во Штип, тој е судија на Врховниот суд и утре треба да се изјасни по незиниот распоред. И баш ќе ми биде мило да знам како ќе гласа и дали се уште тој го дели ставот дека ќе направи добар распоред, истата која за него зборува дека бил криминалец. На таков начин Татјана Михајлова, дошајќи ги своите колеги, стана судија. Понатаму, предметите кои ги работеше, каде што Виолета Дума и Владо Джилвиджиев беа разрешени затоа што не му утврдили идентитет во втора степен на странец, а на Михајлова 4 пати го враќаа предметот, не само што не му утврдија на тој лажниот Алмасри. Тој е 9 години осуден без идентитет, лежи во Идризово и државата плаќа пари за тоа што лежи. Има тужба во Страсбург, поднесена апликација, ја верувам дека Страсбург ќе ја прифати и ќе имаме уште еден скандал токму од нејзе. Ако гледаме наназад каква судика била, па и овој предмет, тоа пред малку во неформална работа го зедовме. Значи, таа судеше по стари предмети, откако беше тргната од истрага, судеше стари предмети, наеднаш го доби овој предмет. По наводен случаен избор на компјутерот. И наводно, по случаен избор, Судскиот совет ја постава како ВД председател со наводно најдобри резултати од 2014. Значи, јас ви тврдам дека 20 други судии имаат многу подобри резултати од нејзе, бидејќи од истрага нема мерливи резултати. Што, завршила предмет? Завршила истрага и, ајде одиме до крај да видиме како е завршила истрагата. Значи, тие се многу помалку мерливи резултати и со такви резултати викаат дека била најдобра во судот. Ја ви тврдам дека дури и тоа е фалсификат одлука на Судскиот совет. Резултатите нивни се сомнителни и јас лично искам да видам, не верувам у ништо тоа. Тие се темпирани работи. Ние немаме логично или правично унапредување врз основна база на одреден стаж. Ние има илјадници примери, да не ги набројам, ја не сакам да спомнам имења увакви дебати, меѓутоа сакам да кажам дека ние мора да бараме решение како држава. Решението е во еден реинженеринг, односно нов реизбор на суди и јавни обвинители. Тоа е единствениот спас да избегнеме во дублото во кое сме влезени. Друг излез нема, не постои. Некој ќе рече новата власт реваншизам, не ти знам вака, така, не е точно. На криминалот, кој што е направен, крајот мора да дојде, меѓутоа во една правна држава, во еден правен систем, во кој секој ќе мора да ја врши работата, односно функцијата која му е доверена. За жал, ние од тоа немаме ни почеток. Тука правиме уште една пауза за реклами и влегуваме во завршницата на вечерашнава емисија. Влегуваме во завршница на вечерашната топ тема на ваша страна, во која во фокусот беа последните скандалозни случувања во судството, во центарот на вниманието Кривичниот суд. Јошевска, СЈО најави представка до Совет за утврдување на факти, најави и дека подготвува и кривична пријава против судиката Татјана Михајлова. Меѓутоа, колку е сепак нормално еден обвинител, кога вие сте често во судниците, меѓутоа веројатно голем дел од граѓаните се прашуваат колку е сепак соодветно еден обвинител да ја каже на судика јас не дојдов да видам колку сте вие убава. Дали е тоа речник кој што се користи во судница воопшто? Најнапред сакам да кажам дека секој треба да го почитува судот. Почита на судот произлегува и од уставот и од законот за кривична постапка. Но кога имате вие еден предмет во кој првично кој побудува голем јавен интерес и во кој кога ќе стигнете и ќе влезете од нормалната врата на главниот влез на судницата и ќе побарате каде ви се обвинетите, а тие влегле од споредниот влез, прво се соочувате со тоа. Па влегувате внатре во судницата. Во судницата кога почнува предметот, судијата кој е доделен, кој и така е сомнително како е доделен, значи стигнати се тие информации дека е доделен согласно АКМИС, а до тогаш работел во друг оддел. Тој и судија не сака да ги ослови присутните како обвинети, ги ословува како осомничени.
Значи тој судија што цел ден таму води записници во други предмети, сите пред него што дошле се обвинети и природно повеќе му доаѓа да каже обвинети отколку осомничени, одеднашка сега овие обвинети во судницата ги нарекува осомничени и се кара по тоа прашање. Значи се препира со обвинителката, нема ти да ме учиш, јас како да ги викам. Не ја учи обвинителката, така вика законот. Не е тоа волја на судот, ниту пак е волја на обвинителката. И сега, ако имате ви една таква ситуација, понатаму ви ги двои доказите, не ви ги усвојува предлозите, и одеднашка барате да се почитуваат правилата на законот за кривична постапка, каде што самиот суд не ги почитува правилата. И одма настанува една ненормална ситуација во која ненормално се однесуваат сите присутни. Имате публика која е сместена на таков начин да ги деконцентрира обвинителката Фетаи, да ја дофрлува, да ја навредува, а тоа судиката се прави дека не го слуша. Значи, зборува тивко, а вамо не слуша што се случува, не го одржува редот во судницата. И еден куп забелешки, дополнително и ова што се случи сега со записниците, и на станување на обвинителката да каже, да побара право да каже нешто, значи бара збор, одеднашка се врти и вика не ти давам право на збор, тебе ќе те казнам ако штинашка ми упаднеш во збор. Значи, сакам да ја опишам ситуацијата каде што имате опресија од суд. Не е тоа нормално, не се тие нормални правила на судска постапка. Кога е така, доаѓаат во примена едни други правила, за да се спаси ситуацијава, морам јас како обвинител да го спасам обвиненијата, морам да ги... Ако е вака како што... Ние ова го знаеме, само за момент, ние ова како бранители го дискусуваме многу често. Што е право сега не е толку така, но порано беше многу често вака. Судијата имаше различен начин кон бранителите отколку кон обвинителите. Кон обвинителите беше... Да, обратно беше. Прв пат обвинител се соочува со ваков однос од страна на судот. Вообичаено ова однос кон бранителите? Јас се извинувам, специјалното обвинителство посебно. Да, зборувам кон специјалното обвинителство. Специјалните обвинители се соочуваат со еден специјален однос од страна на судот. И нормално е, иако е ненормално однесувањето ова што ме прашувате вие, нормално е во тој момент да стапи на сила една друга реторика, бидејќи нема друг начин како да се допре ниту до јавноста, ниту до судијата. Нема... Вака како што го опишувате, фали само директен пренос на интернет или на телевизија, и тоа ќе биде веројатно најдобриот доказ да се види како се функционира или можеби најдобрата хумористична серија. Имаме само уште 2 минути за крај, бидејќи го начнавме и прашањето како и што понатаму, бидејќи се сведува на Врховниот орган, Судскиот совет. Моето прашање е, образложението зошто нема нови суди беше изборите. Изборите помина. Сега повеќе тоа образложение не држи. Логично ми се наметнува следното прашање, дали се чека влада? Ако се чека влада, тогаш веќе каде е дефинитивно независноста на судството и на Републичкиот судски суд? Неизбежно е тоа се поврзано, меѓутоа јас ќе навлезам у нешто друго. Ние за да дојдеме до квалитет, да дојдеме до луѓе кои што ќе дојдат до израз во поглед на стручноста и нивниот морален интегритет, имаме пример од комшиите. Албанија направи критериуми, 3 критериуми: имотна состојба, морален интегритет, резултати во работа. Тој ќе остане во судството. Сите други, почнувајќи од примерите што ги даде Димовски и колешката, има да си одат дома, ќе си земат торбите и ќе дојдат у нашата фела адвокати. Тогаш да ги видиме колку се јаки. Димовски, председатели нема да има се додека Дуј не се одлучи на кој столче ќе седи. 4 гласа Бадентер на албанците во Советот и 2 гласа на власите. Таму има 6 луѓе кои треба да гласаат, мнозинство од тие 6 за председател и на Врховен и на Основен 1. Без 4 гласа од тие 6 избор нема. Значи можете да добие и 9 гласа од другите и 10, без 4 на Бадентер не. Ако Дуј се сега работи и Советот по значи во изборот на овде мора да има принцип на Бадентер, значи и двата суда бидејќи се на територија на Скопје. Тоа, меѓутоа вие велите во зависност од тоа Дуј со кого ќе прави влада. Значи доминира политиката, тоа оценување. Да, значи на почетокот на емисијата слушнавме една снимка Мијалков со Муса Џафери, така ли беше? Мислам дека разговараа за истото.
Тие членови во Советот се знае, ништо не е променето и понатаму се тефтерчињата во игра и затоа сега се чека. Без 4 гласа никој не може да се избере. Ако Дуј оди со СДСМ, значи ниту Бајлозова, ниту Панчевски нема да поминат и тоа е добрата варијанта. Двете влајнки ќе гласат, меѓутоа без овие четворица албанци ништо не поминува. Доколку Дуј се реши да биде во другата, уште на наредна седница, откако ќе се знае кој има влада, ќе имаме председатели, ако е оваа втора опција. Но јас сум скептик, односно мислам дека сепак ниту Бајлозова, ниту Панчевски ќе се вратат на позициите, а албанците во овој момент имаат добар кандидат, тоа е Беса Адеми за Врховен суд. Мислам дека они ќе притискаат и реално е да го добијат Врховен суд, барем така да се спасат од тројцата кандидати у Врховен кои ниеден не заслужува од тие тројца позиција. Ама крајот на сето ова што ние го зборевме цела вечер треба да биде тие политички калкулации да бидат сосема исклучени. А или овој за тоа момент време може да го правиме после 20 години и да се подсетиме како било сега и дали после 20 години, бидејќи ние од 96-та ги правиме овие муабети, од генералниот реизбор па наваму, истата тема се врти само со говорниците и ликовите, некој отишол во пензија, некој е тука. Ако го прашате по ВМРО, 20 секунди Јошевска и Наков, по 20 години ќе ни требат или помалку? Па се надевам дека помалку мене ми се поразителни овие разговори кои го слушам. Саша како зборува математиките, ги спомнува политичките партии, зборуваме за судски совет и тоа е трагично за една држава, тоа значи дека немаме институции, кога во највисоките тела не зборуваме за квалитет и стручност, него зборуваме кој судија, по кој тефтер и по кој налог е крена рака. Јас сум оптимист и сметам дека со промените кои ќе следуваат како во Советот на јавни обвинители, така и во Судскиот совет, и реизборот, кој што ќе биде нужен, сепак ќе дојдеме до една нова ситуација. Јас ви благодарам што вечерва бевте мои гости, почитувани. Тоа беше се во вечерашнава топ тема, последно обновување на информациите. Дуи натаму заседава, ВМРО заседава, сите протести низ градовите вечерва се завршени. Меѓутоа, за сето тоа во дневникот во 21:30. Останете на тело.